Добро вечер, почитувани гледачи. Крајот на Централниот дневник ни е резервиран за вестите од културата. По повод Светскиот ден на поезијата, 18 март, во лабораториум се одржа поетско-музички настан, што ги обедини стихот и музиката. 30 на македонски поети од различни генерации настапија пред бројната публика. Вечерта беше збогатена со музиката на Зарина Прва Севда и иновативните звуци на поетроника. Детали за поетско-музичката вечер од колешката Викторија Петровска. Скопје на 18 март дишеше во ритмот на поезијата. Во културниот простор лабораториум се одржа голема поетско-музичка вечер по повод Светскиот ден на поезијата. Под мотото "Светот ја слави поезијата, градот ја слуша". Околу 30 на македонски поети од различни генерации настапија со своји стихови, создавајќи мост меѓу минатото и сегашноста на поетската мисла. Публиката имаше можност да се наврати и на дела од автори што оставиле траен белег во македонската поезија, но веќе не се меѓу нас. Настанот воедно послужи како најава за новиот проект Антологија на патот од поетесата Виолета Танчева Златева. Продолжение на иницијативите за бележење и вреднување на домашното поетско творештво. Ваквите настани се многу важни токму за да предизвикаме градот да ја слуша поезијата. Ние минатата година го почнавме овој значаен и многу драг проект на многу поети за по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Еве сега продолжуваме во соработка со општина Центар, значи и сакаме да ја приближиме поезијата до пошироката читачка публика. Сведоци сме вечерва дека освен поетите, овде во лабораториум се присутни и многу наши и пријатели, и соработници, меѓутоа и намерници што дознале од медиумите дека се одржува една ваква музичко-поетска вечер и дошле да слушнат поезија, да слушнат добра музика. Вечерта не беше само читање, туку вистинско уметничко доживување. Стиховите се надополнуваа со музиката на Зарина Прва Севда, која внесе посебна атмосфера и ја засили врската меѓу поезијата и звукот. Се започнува од зборот и кога има умешност во комбинирањето на зборови, тоа е одлична стартна позиција за да се создаде убава песна, така да се разбира дека се поврзани. Зборот е нешто што отвора порти кон срцето, кон емоцијата, кон длабокото, таму каде што и музиката го наоѓа своето место, така да се разбира дека се и поврзани. Организаторите истакнаа дека целта била да се покаже дека поезијата не е само наследство, туку жив и динамичен дел од современиот културен идентитет. Го потенцираат значењето и потребата од ваквите настани, кои се мост за соработка помеѓу издавачките куќи и уметниците. Издавачки центар 3 веќе втора година како ја организирава манифестација која што навистина има што да покаже. Таа е пред се намерата на овој настан да ги собере на едно место поетите, не само поетите, туку и музичарите, да направи мултимедијален настан во кој што навистина ќе се слушне убавиот збор, ќе се слушне убава музика и на едно место ќе ги собере сите оние љубители кои што ние знаеме дека се во голем број. Љубителите на поезијата, меѓутоа и оваа поетска сцена наша скопска која што навистина живе и динамична. Лабораториум со поетско-музичката вечер се потврди како простор каде се сретнаа младите и искусните автори, а зборот стана заеднички јазик што ги обедини присутните. По официјалниот дел атмосферата продолжи во поинаков ритам. Настапот на поетроника донесе иновативен спој на поезија и електронска музика, претворајќи ја вечерта во слободно и еуфорично доживување. Овој настан привлече бројна публика. Уште еднаш потврди дека поезијата има свое место, не само во книгите, туку и во живиот пулс на градот. 30 уметнички дела беа распоредени во просториите на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија на Светскиот ден на поезијата 18 март. Делата се донација од голем број уметници со цел подобрување на амбиентот на пациентите и медицинскиот персонал. Уметноста е нешто што треба да не следи
цел живот. Треба да креираме дела, бидејќи само тие живеат вечно. Уметноста и хуманоста, како и медицината, се на иста линија. На општо задоволство, на моje и на сите вработени, благодарение на господинот Сабри Азири, вчера имаше една донаторска, како да кажам, аукција на слики, каде што голем број уметници, околу 30 луѓе, ни подарија слики за клиниката, со која веќе и сами ќе видите дека е оплеменет просторот. Мислам дека тоа многу ќе значи за нашите пациенти, кога ќе влезат во овие ходници, каде што практично влегуваат без надеж, да ги охрабри, да им влее живот и да ги отргне лошите размислувања од таа секојдневица која овде ги чека. Идејата потекнува уште од време на пандемијата. Со професорот Данчо Ордев сме куќни пријатели, така да во разговор со него, имајќи предвид големиот број на пациенти кои што доаѓа по сите здравствени установи, идејата се роди да се земе и ходниците, односно работните простори да бидат разубавени и сакаме уметноста да биде наше секојдневие, да биде дел од нашиот живот. Професорот Данчо Ордев организираше средби и разговори со сите други уметници. Ова не е прв пат што се организира ваква донаторска акција. Се почна со клиника за пулмологија, потоа со професорката, со директорката професор Мери Трајковска организиравме и за клиниката за гастроентерохепатологија, да имаат и они нормално разубавени простори, ходници, работни простори и така натаму. Вкупно се 30 уметнички дела. Уметниците вчера добија благодарници од клиниката, добија во знак на благодарност и брендирани пенкала, кои што ние не можеме да им се одолжиме на нив, меѓутоа и како позитивно влијае ова на расположението на целиот персонал и на расположението на пациентите. На 18 март Националниот джез оркестар ја имаше ексклузивната можност да го изведе најновиот проект на Мајк Холобер, еден од најзнајчајните современи джез композитори и аранжери, предпознатлив по својата виртуозност, изразена оркестарска визија и длабока музичка чувствителност. Овој концерт представуваше ретка можност да се доживее комплексноста и длабочината на проектот на Холобер во живо, под негово диригентство, а во изведба на Националниот джез оркестар и гостите солисти. Вечерва во Македонската опера и балет ќе го држиме нашиот концерт заедно со американскиот композитор, диригент и пианист Мајк Холобер. На репертоарот ќе биде изведено неговото дело кое што беше прогласено во Даунбит за буквално за ремек дело од областа на джезот. Оно што е важно исто за овој концерт е дека имаме солисти, малце е невообичаено да речеме солистичката екипа од значи имаме како еден мини камерен оркестар, значи на виолончело е Кирил Јосифов. Андријана Јановска се јавува, нели, се појавува на сцената како пејачка, солист, вокален солист, пардон, и тука е Лени Туфекчиевска, една млада, да речеме, надеж, која што исто зема учество во како вокален солист, да речеме, во делото. Останатот е Владко Нушев на вибрафон и нормално Националниот джез оркестар, кај што ќе бидат предводени од Кирил Кузманов, Трајче Велков, како и Иван Иванов на тенор саксофон. Концертот ќе го диригира самиот автор и се надеваме дека публиката ќе има прилика да ужива на вечерашниот концерт. На 19 март во Македонскиот народен театар Давид Темелков ја започна својата нова концертна приказна, токму од Скопје, својот роден град, местото од каде што започна се. Концертот го носи името Мојата Македонија, песна што прерасна во емотивна химна и силен символ на поврзаноста со идентитетот, корените и народот. Постојат концерти и постојат вечери што се паметат цел живот. Слушај, животот со бити, не разбира се што лице на света, но најлажна на света, да ти скрши срце на пол, не продавај се.
Прекрасна атмосфера, одличен настап и громогласни аплаузи го одбележаа првиот солистички концерт на Давид Темелков во Македонија, кој се одржа во Македонскиот народен театар на 19 март. Концертот започна со насловната numera од неговиот кантавторски и втор албум «Слушај животот штом диктира», кој беше објавен минатата година, пошто Темелков ги замоли присутните со едноминутно молчење да им одадат почит на жртвите во трагичниот пожар во Кочани, посветувајќи им ја втората песна од својот концерт. Темелков студираше на Факултетот за музичка уметност во Скопје на одсекот соло пеење, пошто се пресели во Хрватска, но често настапува и во Македонија. Тој е автор на песната Моја Македонија, која што е негов најголем досегашен хит и која ја отпеа пред самиот крај на концертот, заедно во еден глас со публиката која што го проследи неговиот извонреден прв солистички концерт. Што да кажам, малку е. Неколку дена по завршување на мојот прв солистички концерт, магија во воздухот, навистина едно посебно чувство. Мислам дека малку зборови постојат да го опишат тоа чувство. Какво е кога ќе застанеш на таа сцена, ќе запееш пред домашната публика и таа ќе ти возврати со пеење на вашите стихови. Така да не знам што повеќе да кажам, освен да се заблагодарам на секој оној кој што беше дел од мојот концерт. Навистина, посебно значење во мојот живот ќе имаат тие луѓе кои што беа присутни на мојот прв солистички концерт, затоа што реално гледано многу малку луѓе знаеа што ќе очекуваат од мене. Повеќето луѓе не знаеа што ќе очекуваат, но верувам дека ќе бидат повторно дел и од следните концерти кои што набрзо доаѓаат. Тоа е се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието. Довидување.